Битола е најопеаниот град на Балканот, но битолчани се согласуваат дека само 2 песни можат да ја понесат титулата химни на градот. Едната, Ако одам во Битола, доби нов звук благодарение на Димитар Андуновски, Сара Меис и групата Фонтана. Prošetam po širok soka, a na demel čaršija kafe ke se napijam. Mladost milno ke si spomnuvam. Убавата песна во која се опеува Битола припаѓа на поновата музичка историја, доби нова музичка верзија. Оно што ме интересира, како падна одлуката на Ако одам во Битола? Лесна беше одлуката. Одлуката беше многу лесна, дека и двајцата битолчани или? Добро, првенствено тоа дека мораше нешто битолско да биде во целиот проект, во целиот процес на проектот. Првата селекција беше, ја селектиравме личноста, значи Петар Георгиевка лица е главниот човек кој што треба да се испочитува и сега мораше да бараме нешто од неговото творештво. Тој навистина има многу убави песни, има песни кои што се со ист капацитет како Одам во Битола, меѓутоа се помалку популарни заради не знам некоја си промоција послаба во текот на годините, меѓутоа како автор го има онај прав битолски староградски шмек во неговата творечка дејност. И секако најпопуларната, најмоќната песна беше Ако одам во Битола. Ние во текот на разговорот кога сето тоа го планиравме, дојдовме до фактот дека Ако одам во Битола нема ни видеозапис, после толку преработки нема направено видеозапис, така да несомнено беше дека Ако одам во Битола ќе биде преработена. И на прво слушање не може да не се забележи дека е многу внимателно преработена. Станува сепак збор за музичари кои што сте признати и почитувани од јавноста, но преработката на музика носи одговорност и товар плюс на плејки. Апсолутно се сложувам, бидејќи навистина одговорноста се преработи песна која што оставила некаков трак, музички трак. Ние музичарите стално викаме дека тоа мора да биде подобро барем од оригиналот или да му се даде еден нов дух на самата песна кој што само ќе го продолжи некако векот. Сето тоа некако многу убаво се спакува, бидејќи многу луѓе учествуваа во самиот процес, многу музичари кои што свиреа во самата песна дадоа свој придонес, своја душа и се разбира на наше огромно задоволство, нашата колешка Сара Меис, кој што го издигна сето тој го издигна целиот процес на едно ниво повеќе, но се даде некако поуметнички пристап, самата таа харфа. Битолската култура и традиција, коригирајте ме ако грешам, се забележува и на прво слушање, но и со првите кадри од видеозаписот. Офицерскиот дом не случајно беше избран. Направивте една комплетна приказна и визуелна и за И со тоа некако беше лесно и со избирањето на кадрите и просторот, локацијата, сето тоа. Офицерскиот дом е еден дел од душата на градот. Едноставно навистина приреди едно големо задоволство сето тоа реновирање што се случи на офицерскиот дом и повторното враќање во живот, затоа што навистина тоа е еден белег на се она што значи култура и уметност
во градот, па затоа сакавме да се концентрираме на видеото, да се сними целиот видеозапис. Таму Битола е спој на многу култури низ минатото, низ историјата, затоа што во Битола се она што значи и класична музика, и традиционална музика, и ден денес се негува и се почитува со еден поинаков сенс, со една поинаква емоција, со еден поинаков пристап, и впрочем и затоа Македонија можеби ги има најдобрите музичари од Битола секогаш низ историјата назад, па и ден денешен. И затоа многу сме ние среќни и горди што ете судбината не ни даде можност да се родиме, да израстиме во тоа место, во тој град и едноставно да се воспитаме во правецот на културата и уметноста на еден поинаков, попрефинет начин. Деновиве ја гледав промоцијата. Одамна не сум видела на едно место толку емотивен набој на сцена. Неколку пати дури се извинивте на публиката за емоциите, но беа видливи. Апсолутно беа видливи. Јас посебно се возбудив, значи навистина имав чувство дека навистина со целиот тим, заедно со Благојче и Сара и групата Фонтана, направивме нешто кој што се надевам ќе се гордееме до крајот на животот, бидејќи пак ќе речем, таа песна значи не само за градот и за индивидуалци како нас музичари, него значи за цела Македонија. Значи, ако Одам во Битола не е песна само за битолчани, апсолутно се пее, нели, на скоро можам да кажам на сите музички концерти, на било каков музички настан, се пее од почеток до крај. И возбудата беше видлива заради тоа што барем јас лично сметам, а и понашто денес го гледаме како реакција од самата публика, сметам дека направивме нешто кој што е за нас барем еден трак кој што ќе остави. Да, и за генерациите по нас. Ние знаеме да сме сериозни критичари, не слушнав лоша критика досега за песната, впрочем како ретко кога позитивни реакции имаше. Ќе се замешам малку, ќе влезам во овој муавет сега. Критиките негативните мора да постојат затоа што живееме на едно сериозно критичко поднебие во светот. Јас уште тогаш кажав и сега ќе кажам, нашата цел поврзана со песнава не беше да се докажеме некому, да докажеме дека ние сме некакви многу јаки музичари, па сега видете не ние што правиме, како правиме. Мотото наше не беше ние да покажеме како требало да звучи песната. Сите тие работи ги тргаме настрана. На крајот на краиштата не ни беше ни мотото да ја зачуваме традицијата. Традицијата се чува на еден друг начин, традицијата се чува на еден друг пофраерски начин од сето ова. Мене ми е драго што ние со сето ова придонесовме почитување кон една личност која што значи за културата и уметноста во Битола, личност која што се уште е жива и успеавме тоа очи во очи да го направиме кон него. Тоа нас ни беше многу значајно, затоа што ние како нација, како општество, некако не знаеме да ги испочитуваме луѓето додека се живи и некако тоа добива некој лицемерен впечаток понатаму, но ние се потрудивме да го испочитуваме Петар Георгиев Калица како личност и тоа ни беше нас единствената цел. За создавањето на стиховите кои битолчани и денес ги пеат со гордост, авторот, легендарниот Петар Георгиев Калица, ќе каже: имав голема желба да напишам песна за градскиот живот, кој низ годините исчезнуваше. Сакав тоа да биде своевиден спомен за пајтоните, мераците, старите чаршии, кои исчезнаа од лицето на градот. Во 1988 година песната се роди од ненадеж. На хартија пак доби лик за само 5 минути. Истовремено потекоа и текстот и музиката. Ако одам во Битола, за прв пат била изведена во 1989 година од Октетот Македонија на фестивалот Валандово, добивајќи ја третата награда од жирито. Со новата преработка, животот на песната само се продолжува и доближува до низа нови генерации, кои ќе ги пеат стиховите и ќе потврдуваат дека неслучајно македонската музика го носи епитетот музика за душа. Битола не дава
za Soluna, za Stambola, Bitola ne da.